Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечер во мој гостин да биде поранешниот амбасадор и одличен познавач на геополитичките случувања Ристо Никовски. Добро дојдовте. Поро нашол. Амбасадоре, жижата на цел свет буквално онака внимание, тоа е насочено кон една работа, се вика војната. Во Иран сите вести нормално. Целиот свет е преплавен постојано со она што се случува таму, но еве за да почнеме од стартот, од почетокот што се вели, ова си има своја генеза. Ова не е од вчера нешто така им текна на Иран и САД да ја спукаат Израел исто така. Ова има длабоки децениски корени. Како започна целата приказка всушност? Нема да почнеме од 50-тите години. Од 51 до 53 беше Мосадек, беше премиер на Иран. Шахот беше главен. И тој го национализира нафтата. BP, British Petroleum беше главен таму и да теламе таа приказна што се случувало, слушајте, во таа историја, филм треба да се сними. Не знам дека е снимен филм. Меѓу другото, например, овој Шахот, царот нивни, не сакаше да го трне Мосадек и што направија западњаците, американците пред се, сестра му најскапо крзно и купиле и пари и дале, разбира, да го убеди да го смени Мосадек, после да го става во затвор и така натака, и све тоа не е важно, али велам, уште од тогаш тие, да речем, контрадикции со Иран важат, постојат и така натака, а сега ова е веќе еден, да речем, современ дел од приказната. Иначе да подсетиме дека во 2015 година беше подпишан договорот за нуклеарната иранска програма. Значи беше со Иран подписник од една страна, од друга страна беа САД, Кина, Русија, Франција, Велика Британија и кој беше шестиот, не беше Италија, не е ни важно, разбирате. Значи, тој договор, де факто, го канализираше третманот на нуклеарната енергија во Иран, меѓутоа 3 години потоа, кога дојде овој Трамп, се поближа договорот, без никакво оправдување, зваќате. Значи, тоа е веќе една политика која се спроведува неслучајно. Разбирате. И меѓу другото се шо еден, да речем, абсурд. Хамнеј, кој го убија, и тоа тамо, знаете, разни спекулации. Секој се откриваат полека сите детали. Тоа бил состанок, значи, на кој биле десетици луѓе, министрот за одбрана, шефот на генералштабот, едно чудо врвни личности. И тој состанок треба да се одржи во саботата вечер, кога била и предвидена операцијата, меѓутоа замислите колку тоа имате и свој тамо директно, мислам, шпиони, тоа нема дилеми. Сите тие наблюдување од сателити и едно друго трето, не се верифицирани, не се потврдени дека нема доле потврда од теренот, разбирате, значи имате и своји. Состанокот бил префален са бајле во 9:30 и се пореметило и бомбардирањето почнало во 9:30 и постигнале, навистина, уништиле све што може да биде од врвот на државата. А, велам, Хамнеј инаку бил жесток противник на нуклеарното оружје. Така да, самиот мотив што сега се исфрла во прв план дека причината за оваа интервенција е нуклеарната програма, само до тоа го негира. Велам, тој веројатно од верски причини. Овај нуклеарното оружје е најголем, најжестокиот уништувач на човекот, разбирате, тој веројатно тие причини, али бил жесток противник на нуклеарното бомба и нуклеарното наоружување на Иран. Велам, кога на крај све ставиме на маса, да не си играме играчки, нема ова никаква врска со нуклеарното оружје, кој очигледно еден Иран со еден фундаменталистички режим, ако развие една нуклеарна војна, може да биде опасно, разбирате. И тоа може нема некоја логика да некој од страна решава, бомбардира и така натака. Тоа е спротивно на основните меѓународни постулати, разбирате. Тоа е класично кршење на меѓународното право и сите тие други оние, велам, регулативи меѓународни. Меѓутоа, да не се залажуваме, ова е директна обид да се смени режимот
И на тој начин претходно имавме жестоки тамо демонстрации, кои повторно, како што и низ целиот свет се случувало, не беа случајни, разбирате, како на времето го спомнавме Мосадик, разбирате, сега светот ставено на маса и се знае што не било направено, купени пратеници да се свртат против него, организирани демонстрации, све од страна, све тајните служби, ЦИА и други, разбирате. Сега, и овдека за ова све се случуваше сега неодамна мината година во Иран, не веднаш, не брзо, али се ќе се дознае, разбирате. Така да велам, во суштина се работи генерално кажано за класично прекршување на меѓународното право, разбирате, на апсолутно неприфатлив начин на решавање на проблемите. Инако, загриженоста за одредени состојби во било која држава се реални, мислам, нормални и, што се вели, прифатливи, ама начинот на кој се решава мора да биде спротивен, мора да биде поинаков, бидејќи моментално во светот владе тотален хаос. Системот на Обединетите нации, кој беше еден регулатор, замислен после Втората светска војна, да биде центарот кај што ќе се решаваат проблемите, веќе долго време е пасивен, неупотребнив, ако сакате, али велам, обидите треба да бидат за ревитализирање на тој систем, а не за негово игнорирање, како што сега се прави веќе на еден отворен начин. Колку историски гледано, ова е нешто како повторување еден вид на она што се случи во Авганистан. Знаеме кој ги создаде талибанците, благодарение на американската интервенција уште од времето. Русите беа таму, ги тргнаа, дојдоа талибанците, па талибанците скокнаа против, па имаше војна, нели, беше поврзано тоа со она што се случи 2001-та со кулите, го поврзаа. Не знаеме и ден денес колку е сето тоа веродостојно или беше само видено како причина, за да повторно на крајот еве ги тие што вадеат со после 20 години. Така, Авганистан. Дали и тука се случува една иста работа, бидејќи според многумина, онаа културна револуција 79-та е директно протежирана и направена директно од кого друг, ако не од Соединетите Американски држави. Тајните служби. И сега тие ги донесуваат овие кои што беа и се на власт, а сега се обидуваат да ги тргнат и муабетот, знаете, имаше еден многу добар третман на еден човек, обичен иранец, кој што вели ова е меѓу двете зла. Едната страна е овој режим кој што е режим има лоши работи, фундаменталистички, екстремен и така натаму. Но од другата страна знаеме како завршуваат сите држави кај кои што се тренирала демократија и се правеле насилно. Либија, јас бев во Либија пред да го рушат Гадафи. Беше земја која што одеше многу брзо напред, се градеше се. Пример по многу што. За неколку месеци таму се одржуваше самит на Европска Унија и на Африка во сред Триполи, за да после 6 месеци биде најлошиот диктатор и знаете како заврши, како куче го решија буквално кажано. И секаде каде што беше, дали тоа било Ирак, дали било па и Авганистан, и таму бев, тоа е греота стварно, друг тип на земја, Ирак е секоја чест, Иран не сум бил, но гледав документарци за Иран, онаа слика која што се представува и онаа слика што е реалната не е толку црна, пропагандата си го прави својот. Но еве, дали повторно се повторува историјата со нечии обиди да донесат во наводници демократија, односно да си ги стераат своите интереси, за да на крајот повторно, народски кажано, стапот го јаде кој друг, ако не местното население и тамошниот народ. Така. Примерите ви се одлични. Видите, овој Авганистан е еден класичен пример како 20 години бе американци таму. Што направија? Ништо. Сегашниот режим во Авганистан е полош од колку претходниот и сегашниот режим во Авганистан е полош од колку нешто е во Иран. Значи, ако тамо не успеа после 20 години, а зашто бе да успеат? Знаете, со сила, народот рекол, со сила ајде не бива, разбирате. Треба да се помага, треба да се стимулира, треба да се отворат можности позитивни, али не со сила. Јас ќе кажам уште еден пример. На 4 јуни 1989 година се случи Тиенанмен. Она кога го видовме со тенковите на плоштадот, јас сум работел во Кина, разбирате, на плоштадот кога едно дете, ствари млад човек, го запира тенкот, разбирате, тоа никој не може да го заборави, разбирате.
Тоа беше чиста една антиреволуција, шарена револуција како нашата, разбирате, која сакаше да го менува режимот во Кина. Видите, начинот на кој тоа беше расчистено не беше нежен. Да. Меѓутоа, велам, јас 4 години помина во Кина и можам да кажам дека имам некои познавања. Да таа контрреволуција, да беше опрашен контрреволуција, успееше. Кина ќе се распаднеше, светот денеска ќе имаше нерешливи проблеми заради Кина, и Кина, место да биде во 22-иот век, денеска Кина е најголемото светско чудо на сите времења, Кина ќе останеше во 19-иот век. А знаете, ако Кина нема доволно ориз да се прехрани, ќе дојде на светскиот пазар и ќе окупи целиот ориз, ќе окупи сите резерви од пшеница и ќе настане хаос во светот. Ќе стане глад во светот, разбирате. Значи, ако Кина ги решава своите проблеми со милиарда и јас мислам дека има веќе 2 милиарди жители, разбирате, тоа е отприлike 1/4, светот не може да ги решава. Фаќате, така да, ова е една повторно, како што вие го спомнате... Повторно пропаганда, амбасадор, испадна целата снимка кога е дадена тоа што се случи на Тиананмен со тој младичот, не е таква ситуацијата. Пропагандата си го направи своето. Абсолютно. И фотографиите извадени од контекст. Ви текнува на шарената револуција во Украина, на онаа што го бацуваше. Па го видовме тоа во Скопје, вадењето од контекст. Чарлиевите ангели, сите тие урбани митови и легенди, да. Видите, значи, не може да се решаваат натрешните проблеми на било која земја од надвор. Затоа мора да има меѓународно право. И тоа е, слушайте, најважно за кого? За малите држави кој што е Македонија. Зашто една Франција не може да биде жртва на една таква политика. Една Велика Британија не може, еден Бразил не може, Индија не може. Кина, Русија не можат, може да бидат само малите земји. Затоа малите земји мора да бидат сплотени, да имат принципи во политиката и да секогаш се борат за дипломатски решенија. Затоа што дипломатија е, сепак и дипломатијата е во доминација на големите сили, разбирате. Меѓутоа, дипломатија дава шанси да проблемите се решаваат на честен, коректен, прифатлив начин, разбирате, и во интерес на сите, а не со наметнување. Така да велам, оваквата политика не води никаде и видите што се случи после тоа. Знаете, не може да го оспорите правото на Иран да врати, разбирате. А знаете, на Блискиот Исток американците има 13 бази, војни бази. 13 во кои вкупниот персонал е меѓу 30 и 40 илјади војни лица, де факто, разбирате. Меѓутоа, тие пред да започнат вака операција, сето тоа го расчистија, знаејќи дека ќе возврати Иран баш со бомбардирање на тие војни бази, и Иран повторува, вика, ние немаме ништо против нашите соседи, ние не ги, иако има таму и хотели погодени и така натака, како што е неизбежно. Кувајт колатерална штета. Кувајт струшил 3 американски авиони. Тоа е, дали мислите дека 90-100% така? Бидејќи беше малку симптоматично. Може да шпекулираме, но после неколку часа излезе информацијата што е од друга страна, гледано, оние другите толкувања, дека е многу по-безболно да кажете дека се работи за friendly fire, за отколку другите, да. Отколку дека непријателот ви ги... Не, велам, значи, тоа веќе не може да мојата поента апсолутно се согласувам. Но може да биде и дефинитивно на другото, бранејќи се од иранците да ги слушаат американците. Се случуваат такви грешки, тоа во сите војни, разбирате, тоа не е спорно. Велам, али мојата поента е дека тие, велам, ништо немам против вас, тие ги напаѓаат американските војни бази и велате, американските војни бази се екстериторијални, значи напаѓаат американска територија. И знаете што е најстрашното од сето тоа? Например, оно што се случи во Газа, кога 2 милиони палестинци беа масакрирани, разбирате. И цел свет молчеше. Цел свет молчеше, разбирате. Знаете, Израел сега има 10 милиони жители. Пред 10 години имаше 3 милиони, 4 милиони. Само 1 милион дојде од Русија, од Советскиот сојуз, која беше на тој период. Милион евреи дојде од Русија. Значи сега има 9 милиони. Меѓутоа, арапите околу нив се преку 100 милиони, разбирате. Така да тоа е еден однос кој не можеш да го промениш. И
Израел бара свое место под сонце, меѓутоа мора да води поинаква политика, разбирате. Да се подсетиме на војната од 67-та година, кога ги освои голандските висорамнини, разбирате, кога, например, еден огромен дел и почна да гради без никаква, логика, населби таму и продолжува да ги гради тие населби, со еден ден да ги... Првата намера беше да еден се ценка ради нив за да добие поише одстапки од другите противниците нивни, да ги така наречем. Меѓутоа, сега тоа веќе е трајно станато, нема намера да се повлекува, разбирате. И на тој начин, значи, тие 2 милиони палестинци, деца, гледавме, сите гледавме што се случува, разбирате. Тие никогаш нема да го простат на Израел, никогаш нема да заборават тие деца, малечки кои го доживеа тоа, разбирате, војна. Тие ќе го мразат од газерот на душата, што велиме ние Израел, и прашање дека, и сигурно уствари, дека цел живот ќе бараат начин да се реваншираат, и тоа, велам, тоа остава отворено непријателство кое нема крај. Ова се прави исто така, разбирате. И знаете, кога се зборува дека промената на режимот исто така во Венецуела, никој не знае, иако има опозиција, никој не знае дали мнозинството беше за Мадуро или беше против Мадуро. Никој не го знае тоа. И никој не знае дали мнозинството во Иран денеска е за Ајатолахот, разбираш, за овој, да речам, фундаментален режим на некој начин во Иран, или е против. Ние видовме се жестоки демонстрации, апсолутно финансирани од надвор, разбирате. Меѓутоа, кој е односот? Никој не знае, сваќате. Така да, велам, на крајот од денот, тоа е внатрешно, абсолютно внатрешно прашање, и земјата сама треба да си го бира режимот. А нашиот народ рекол, народот има таков систем, таков режим, кој го заслужува, сваѓате. Така да, велам, самиот систем на решавање на проблемите не може да биде насилен, не може да биде од трета страна, туку мора да се помогне, да се создадат услови, да се влијае на еден начин, да самите луѓе, самата држава оди во еден позитивен правец. И знаете, ако биде мотивот дека атомското, односно нуклеарното оружје на Иран може да биде заканувачко за светот, знаете, ако целиот свет е против Иран, Иран нема маневарски простор, знаете. Меѓутоа, сега ситуацијата не е таква. Иран има, например, жестоки осуди, дојдоа на интервенцијата и од Кина, и од Русија, например, од европските земји. Шпанија го осуди тоа многу директно, разбирате. Италија, например, не зазема став, најнеутрално, разбирате. Не се изјасни воопшто. И мислам, јас ги имам тука, ги извадив да многу се интересни реакциите во светот. Србија го осуди тоа на еден индиректен начин, дека тоа е исто како бомбардирањето на Белград. Босна и Херцеговина не се изјасни. Црна Гора го зазема ставот на најбројните земји од Европската Унија, кои ништо не коментира околу интервенцијата, него ги осудија нападите на Иран врз соседните земји. Што е, мислам, тоа избегање од вистината, знаете. Така да, един меѓу ретките кои го поддржаа ова се Македонија, Албанија и Косово, разбирате. Многу ретките кои директно ја поддржа Америка. Инаку, еве да видиме, значи Путин рече ликвидацијата на Хамнеи е цинично убиство. Прекршени се меѓународните закони и сите морални норми. А руското МНР непровоциран акт на воена агресија. Кина ја осуди интервенцијата како кршење на меѓународното право и основните норми на меѓународните односи. Ликвидацијата на Хамнеи неприфатливо и брутално убиство и обид за промена на системот. Јапонија се воздржа од поддршката и од критиката, значи неутрално како и Италија. Бразил ја осуди интервенцијата, Индија изрази загриженост, меѓу индиректно ја осуди, нагласувајќи дека суверенитетот и територијалниот интегритет на сите мора да се почитува. Значи, други зборови, де факто, тоа е директна осуда. Каја Калас
мислам во име на, нели, шефот на дипломатијата на Европската унија, вели, смртта на Хамнеи е одлучувачки момент во историјата на Иран, во иранската историја. Кој си ти да одлучуваш каков е настан во историјата на друга земја? И вика, се отвара патот за различен Иран со поголема слобода на народот. Значи, тоа е директна подршка, де факто, на интервенцијата, иако не се спомнува. Интересно е дека Макрон, Мерц и Стармер дале заедничка изјава, разбирате, во која нагласиле дека тие не учествувале во акцијата и ја реафирмирале посветеноста на регионалната стабилност и заштита на цивилниот живот, меѓутоа, сепак, значи, не останале покуси, што се вели, ги критикуваа нападите на Техеран на соседите, ама тие длабоко се загрижени од можноста за промена на режим наметната од надворешна сила. Што е интересно. Инаку Мерц... И риман и девојка. Да, али во секој случај... Имаат многу муслимански жители. Имаат зашто, имаат и зашто. Али велам... Мигранти, но и така повеќе генерацијски. Во Германија е 7-8% од Германија, муслимани се во Германија, разбирате. И знаете, ова која беше го спомнувам, муслиманите, се повеќе се од оние пред 50 години беше објавена книгата на Хантингтон, Судир на цивилизациите. Ова де факто води во таа насока, знаете, според најновите показатели, моментално во светот има 7,8 милиарди жители, од кои 22% се муслимани, 33% се христијани, разбирате. Тие 22% се милиарда и 800, милиарда и може речи 2 милиарди. Знаете, тие 2 милиарди се по многу што супротиставени и конфронтирани со христијаните, затоа што Западот, западниот свет е помногу што деградиран, разбирате. Таму веќе имате една да речам деградација целосна со исто полови бракови со све. Тоа муслиманите не го прифаќаат, знаете. И така да тие разлики меѓу едните и другите се продлабочуваат и со екстремниот ислам, разбирате, со фундаментализмот, тоа води во една подиректна конфронтација што може да загрижува. А Иран е помногу што може да се стави како да се оцени како символ на таа да речам на тој фундаментализам. Велам, ова се и само да завршиме со овие со проценките, со реакциите, најголем дел од земјите на Европската унија, разбирате, значи, осим Шпанија која директно беше против, никој директно не ги поддржа отворено нака све, а најголемен дел од нив Австрија, Шведска, Португалија, Белгија, Кипар и Бугарија, меѓу другите, реагира со осуда на нападите на Иран врз соседните земји. Знаете, што викате, ни смрди, ни мириса, разбирате, така да реагираат, ама да нема, мислам, директна, што се вика, замерање ни едни на други. Грција не зазема страна, интересно. Хрватска со индиректна подршка на интервенцијата. Словенија само загрижено се изјасни. Словачка доста неутрално, што е интересно, а Полска ништо не се изјасни, рече само дека била претходно информирана, што е многу интересно. Значи, Полска била информирана од Америка дека ќе нападне, а чим не се изјаснува подиректно, значи поддржала чим ја информирале. Така да велам, интересни се реакции. Зеленски што вели, не видов? Молам? Зеленски не го видов? Добро, Зеленски не е спорно. Зеленски не е спорно. Не, имајќи преди дека тоа му се случи нему, а сега ќе биде промалку, нели, парадоксално е приказката. Например, Босна не се изјасни, затоа што он има многу врски со на време за војната со Иран, има голема поддршка, разбирате, али сега таму е разногласие. Да, не може согласат меѓу себе, затоа нема никаква вреќа се посебно. Да, нема никаква реакција. Така да велам, интересно е во секој случај ова е подеден пресврт во меѓународните односи, ова новата догма, ако сакате, на Трамп доваѓа до израз, тоа што тој
ја оправда Русија во војната во Украина, мислам тоа беше неспорно, зашто Русија немаше избор, мораше да интервенира, иако јас сум против интервенцијата и интервенцијата сама ја осудувам, али Русија беше ставена пред свршен чин. НАТО на нејзините граници беше неприфатливо, а тој го наметнува со сила, велам, и таа мораше да бара решение. Али велам, тоа покажува дека таа промена на да речеме доктрината американска во однос на Кина и на Русија, тоа е, сакате, заслуга на Трамп, бидејќи Кисинџер имаше кажано, знаете, сегашната американска политика, значи Кисинџер почина мејата година, ако не се лажам, разбирате, значи сегашната американска политика во однос на Кина води неизбежно во војна. Што направи Трамп? Направи револуционерна промена, тоа мора да му се признае, велам. Тој е непредвидив по многу што, ова е неприфатлив чин и така натака, меѓутоа тој рече, место да војуваме со Кина и со Русија, што не може да биде друго освен Трета светска војна, а која не може да биде поинаква од нуклеарна, значи рушење на све што постои во светот, нели така, уништување на светот, дајте да тргуваме. Што значи тоа? Тоа значи дека три де факто руска зона на влијание, кинеска зона на влијание и американска. Еве, американската, значи, тој прави оно што мисли дека треба да се направи. Колку има вистина во моментот што го споменаа многу и светски аналитичари, дека всушност ова е втор дел од приказката на Трамп контра Кина. Зборуваме за Венецуела која што голем или најголем дел од својата нафта го пласираше во Кина. Зборуваме за Иран, кој што исто така огромен дел од својата нафта го пласираше каде, ако не во Кина. Колку е сето ова од друга страна, насочено директно и против Кина, односно колку и Венецуела и Иран се колатерална штета на една размирица на големите. Во тепачката секојаш најслабите страдаат, нели? Прво и клучно, 20%, значи 1/5 од светската нафта излегува низ теснецот Хормуз. Таа и од Ирак, и од Иран, и од Бахреин, и од Катар, и од Кувај, разбирате. 1/5. Тоа значи дека светот зависи од неа. Значи, Кина е најдиректно покодена, голем дел од таа нафта од тој хормузски теснец оди за Кина, голем дел од нафтата од Венецуела одеше за Кина, Кина таму имаше инвестиции и све, велам, али тоа е таа прерасподелба на зоните на влијание. И Трамп иначе, западната хемисфера е наша. Тоа не е само западна, не е само ова и Јужна Америка, тоа е пошироко, разбирате. Во меѓувреме, да не забораваме, Русија ги изгуби Сирија, изгуби Никарагва, изгуби Венецуела, изгуби, кого уште изгуби едно чудо, разбирате, земји кои беа де факто директно под нејзино влијание. Многу лесно ќе се случи и со Куба, која е на директен удар на американците и име во нивниот двор, што се вели. Така да се работи една комплетна прерасподелба на светот, при што, мислам, за жал, се анулира системот Обединетите нации, се дозволува доминација на тие три, да речам, велам, тоа е само почеток. Не знаеме како ќе се развива понатака, меѓутоа индикаторите се дека ќе има три дела во светот кои ќе бидат како три пашалаци, разбирате, на овие големи сили и ништо друго нема да функционира. Знаете, одборот за мир на Трамп не е илегален. Во ноември минатата година со Обединетите нации со резолуција донесоа, разбирате, околу решавањето на Газа, разбирате, на проблемот на војната во Газа, ако сакате, донесоа резолуција американска комплетно, која се долговлечуваше, одлагаше, прилагодуваше со анекс американски, во кој се предвидува формирање на одбор за мир, али само за Газа. Американците си го проширија. Си го проширија за светски, разбирате, иако останува тој дел за Газа, кој е легален, меѓутоа другиот е нелегален, разбирате.
Така Дивоградба, да. Да, тоа е Но станува паралелна дивоградба на легалната градба наречена Обединети нации. Разбирате, нема друго објаснување. И сега, разбирате, тука Македонија, ако се вратиме се на нашава ситуација, каде е Македонија, разбирате? Клучно наше прашање, каде е Македонија? Албанија и Косово беа поканети во тој одбор на мир. Зашто Македонија не поканета, разбирате? И да се разбереме, тие милиарда не се од овие сите земји што се тамо. Милиарда треба дадат Саудитска Арабија, да дадат Америка, вамо, оние најбогатите земји. А да се разбереме, сите овие западни земји го бойкотираат тоа, разбирате, Европската унија во целина, разбирате, осим Бугарија и Унгарија, сваѓате. Така да, тоа се гледа американската политика. Ние често велиме стратегиски партнер, разбирате. Тоа не е точно, разбирате. Та беше стратегиски партнер, ке не викна и нас во одборот за мир. Не викна, сваќате. А стратегиски партнер им се не Албанија и Косово, него албанците во регионот. И на тоа постојано го имаме, секој ден ни потврди за тоа, сваќате. Така да Македонија во тие рамки, бидејќи ако гледаме наназад од распадот на Југославија, се што ни се случуваше, разбирате, се е во американска режија. Нас клучен настан во сите тие 35 години, клучен и коренот на сите наши голготи и досегашни идни ќе биде уствари резолуцијата на Советот за безбедност со која ни го суспендира на нелегален силеџиски начин името од меѓународна употреба. Тоа можеше само Грција не беше членка на Советот за безбедност, значи се знае кој може да го направи тоа. Тука е нашиот корен, разбирате, и ако гледате понатака све се случуваше, се во една иста режија. И затоа наша клучна задача денеска е, јас мислам дека и министрот на внатрешни работи моментално е во Америка, ако не се лажам, разбирате, ние мораме потхитно да утврдиме која е американската крајна цел со Македонија, знаете. Затоа што македонското прашање е повторно на маса, очигледно е дека македонизмот не може да влезе во Унијата, а нашето влегување во Унијата би значило финализирање на нашиот меѓународен статус. Тој уште не е завршен. Да се разбереме. Европската Унија е символот на тоа, сваѓате, а уште Плевнелиев, бугарскиот председател, тој беше до 17-та година, 2017 година беше председател, веднаш од кога му заврши мандатот, че дека го председател си можеше, рече, Македонија во Европската Унија може. Македонизмот не може. А македонизмот се ние македонците, разбирате. Де факто како територија. Да, како територија, како втора бугарска држава со други зборови, разбирате. Сите се фалат, бугарите се фалат дека тие први не призна, тие не призна како втора бугарска држава од 1992 година, на 15 јануари, како втора бугарска држава. Не призна и Желју Желев утреента рече, ние признавме Македонија, ама не народ, не јазик, не историја, што призна територија и втора бугарска држава. Значи, ние клучно е да утврдиме која е американската политика, што сакаат со нас, разбирате. Ако е факт, а све што доживуваме од Европската Унија, од Брисел, е дека ние, како народ, сме неприфатливи, разбирате. Значи, сега последна потврда е Европскиот парламент. Народните партии, кај што е ВМРО ДПМН, социјалдемократските партии, кај што е СДСМ, и либералните партии, трите најголеми групи, всушност грото на Европскиот парламент, рече во извештајот за напредок на Македонија нема македонски јазик, нема македонски народ, не се спомнува. Што значи тоа? Игнорирање, разбирате. Така бугарските влијанија ги прифатија без проблем. Да, значи да не се задажуваме. Ние мораме да бидеме свесни дека ова што 20 години од 2005 година кога добивме кандидатски статус до денеска, значи 21 година тераме, не се уште не сме дел од Унијата, не е случајно, разбирате. Тие не сакаат или не сакаат вакви какви што сме. Сакаат да влеземе како зомби, како некој што белам нема односно со други зборови, и затоа и таква преговарачката рамка, сакаат да влеземе како со бугарски корени, без со јазик со како овој дијалект на бугарскиот и без сопствена историја, со заедничка историја. Така да велам, ние мораме да водиме сметка за нашите интереси и да не слушаме и да не следиме све други што ќе прават, што за жал се уште продолжуваме така.
претходната катастрофа беше што се што диктира странците ние така правевме. Така да Добро, за себе мислам дека сега играме по суверенистички, но имаме, ама не доволно. споредбено со другите тоа беше резил жив да не Тоа зборуваме. што беше, тоа е срамота, тоа е понижувачко беше И ден тоа. денес се И ден чувствува денес се реата чувствува. од она што го Не, правеа ма тоа буквално. беше резил. Да се вратиме малку, амбасадоре на Иран, сепак она што се случува, дали е толку мек Орев, дали можеби некој го подцени Иран? Иран не е Ирак, Не е играчка. прво е 3 пати можеби поголем, не е ни Афганистан, далеко е од Афганистан. Нема. Тие многу децении се подготвуваат за ова. Колку можеле наспрема една суперсила како Америка, нели, а Израел со целата приказка и нели оружјето што го има, но дали така ќе биде едноставно ако мислат да го направат тоа како што мислат да го направат, или можеби пак има и други шпекулации дека ова е така една нели блицкриг на американците за да ги уплашат и за да дојде до промена на режимот. Јас лично не верувам дека ќе се случи такво нешто. Имаше многу важни вести у приказката кога го убија Хамнеи дека замислете славеле иранците по улиците на Техеран. Сам нели тоа беше Имало веројатно кој такво. или Не треба. може имало обид и завршил неславно, но мислите дека ќе биде лесен Орев или јас мислам дека нема да биде така приказката и дека наеднаш сега ќе решат ај не бомбардирајте, ние ќе го смениме режимот, не ми оди натаму работата. Не верувам ни јас. Знаете, ние имаме случај во Венецуела, каде што де факто тие капитулира на некој начин, ги прифати американците како главна доминантна сила, ја проголта кнедлата и горе-доле заврши приказната, разбирате. Најдо решение, дори таа што беше така Нобеловка, што беше опозицијата и така натака трна на страна, зашто, знаете, очигледно дека режимот на Мадуро има поддршка. Затоа остана председателката негова, разбирате, која свати дека тука нема маневарски простор и дека мора да се голтат кнедли. Овдека не е случајот. Слушайте, не заборавајте, илјадници години е иранската цивилизација, разбирате. Најстарата е таму Месопотамија. Слушайте, Првото писмо е клинестото од таму. Слушајте, не е играчка. И тие што велам, и кој ќе гледате назад и од времето на Мосадек и така натака и се, слушајте, тоа е една држава со која нема играчка. Тој систем, разбирате, велам, ние не знаеме дали тој фундаментализам кој е во основата, разбирате, држи и е поддржан, мислам, или е насилен. Наметнат. Ако е наметнат, тој ќе се распука. Так. И тоа нема сомневање. Меѓутоа, мислам дека тој е длабоко навлезен, масовно е поддржан, разбирате, и дека тие ќе се преструктурираат и нема да проголтаат кнедла како што беше во Венецуела, него отпорот ќе продолжи, па имавме ние мината година колку 12 дена беше повторно бомбардирање, разбирате, некако се најде некој модус вивенди, али Иран ништо не повлече, Иран не прифати пораз никако, разбирате. Мислам дека и сега ќе биде така и дека велам тоа што тие луѓе, не само што се муслимани, тие се да се разбереме по многу што се тие по-фанатици од другите. Као што е далекиот исток, например, кинезите, виетнамците, се исто така фанатици. И муслиманите се поголеми фанатици од христијаните, разбирате. И тие нема лесно се предадат. Мислам дека ова е почеток, не почеток, ова е продолжување еден немир на Блискиот исток, кој ќе продолжи во каква мера, со какви димензии, никој не знае, али велам, започнат е круг кој нема лесно се затвори и ќе има последици. И знаете, главна опасност за светот денеска е тероризмот, сваќате. А системика што е иранскиот, кој ги поддржуваше директно и Хамас и Хезболах, разбирате, директно, тие беа во рацете на Иран. Сега има многу должници во Да не зборуваме хутите во Јемен, дршум прават, колку години не успеа да го расчистат тоа, разбирате. Значи, тој фанатизам останува длабоке, разбирате, и поготово после вакви, ова е неправда, разбирате, нема тука што, нема оправдување. Ова е неправда која луѓето ја чувствуваат. И велам, деца ќе растат со отпор, со омраза, која и после 50 години ќе се рефлектира.
Така да, ова се погрешни потези, знаете, ако не барате начин, решение, кое ќе биде прифатливо, Линколн има кажано, вика, ниедно решение кое не е коректно, вика, не може да го издржи судот на времето, разбирате. Ниедно, тоа и Линколн го има кажано, американец, сваќате. Така да, и овие решенија, прашање кога ќе доведат до враќање, до нов удар, до нови немири, до нови судири. Така да ова е само, велам, подпалување на фитил кој ќе гори и прашање кој ќе доведе до експлозија. Ќе продолжиме токму со експозијата, односно дали ова има шанси да се прелее на многу поголем не регион, не дај Боже, светска војна, има и дури такви најави. Джефри Сакс го читав денеска, но сепак со нас е амбасадорот Никовски, ќе зборуваме на овие теми кои што го обременуваат секојдневието на секој човек на земјата, не само во Македонија. Се раѓаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е амбасадорот Ристо Никовски. Амбасадоре, оно што го начнавме како тема на крајот, дали оваа војна може да се прелее и многу подалеку? Има многу предвидувања кои што можеби се реални, можеби не, од многумина и тоа асални, сагвам, светски аналитичари или и мислители, познавачи на состојбите, како Джефри Сакс, например, кои што најавија дека е многу лесно да се прелее чашата и да дојдеме до ситуација на Трета светска војна, бидејќи ако гледаме од страна, Иран има подршка од тие што има, САД има, значи имаме повторно еден директен судир на двете велесили, ако тука ги ставиме и Кина и Русија кои што реагира против, односно го осудија чинот, нели, кој што се реално против тежата на Америка, можеби и поголема, можеби не знаеме, но постои ли таква шанса или сепак ќе остане на нешто што така периодично се случува во овој регион од светот, ќе биде ука-бука и ќе се симне топката? Беше и лани истото, да. Точно така. Мислам, нема теоретска шанса да се прошири. Трета светска војна, ви гарантирам, нема да има. Знаете, тука е најабсурд, ако сакате, и нелогичност на некој начин. Главен заштитник на светот од Трета светска војна е нуклеарното оружје. Сите се свесни. Дојде ли тоа Трета светска војна? Толку ќе биде, да. Толку не може да биде без нуклеарно оружје. Има ли нуклеарно оружје? Сите се самоуништуваме, разбирате. Знаете, дури и најекстремниот и најбудалиот, ако сакате, нема да трне во таа насока, зашто и тој ќе настрада, саѓате. Значи, од себичноста, нека биде од себичноста. Значи, ова е локален судир кој трае колку? Од Втората светска војна, де факто, 49-та година кога е вратен Израел таму, разбирате, тоа е де факто проблематично подрачје. Или од времето кога се повлекуваа британците, кога тамо на мапа ги нацрта со прави линии границите, не водејќи сметка за нации, народи, за, не знам, етникуми и така натака и така натака. Цртани се буквално такви. Така се цртани, разбирате. Така да, велам, и ова ќе продолжи. Само за жал, ова на последниве настани, тоа го продлабочуваат судирот и го прават уште многу подолго траен. Знаете, рековме, Трета светска војна дефинитивно нема да има, иначе Джефри Сакс изучително го ценам, човекот е објективен, аргументиран и велам, пред се осудите кои ги прави на неговата земја се фактографски, не се измислени од ракав или слично. Ке има проблеми низ целиот свет, моментално исто така војуваат и Пакистан и Афганистан, разбирате. Но никој не се потресува, бидејќи... Никој не се потресува, тоа е локален судир, ке има меѓу Пакистан и Индија повторно, ке има лево, десно, и во Африка цело време... Секојдневие, да. Слушаме така, нели така. Така да, тоа е неизбежно, меѓутоа се локални судири, тие ќе бидат, ќе му дават некоја, на вашите новинари ќе ви дават импулс, разбирате, што ќе бидете актуелни. Да работиме нешто. Ќе бидете актуелни, седиме така. Али не подалеку, тоа велам. Да. Значи, и поготово велам, јас ја апсолутно потегот на Трамп со промената на американската, Кина беше прогласена за како беше сега, да ми текне тачната формулација, за непријател кој мора да се уништи, разбирате.
Отприлике, не толку, али отприлике така. Сега е со Кина треба да се работува, дека се тоа се да речам ривали со кои треба да се такмичиме, да бараме решение и да тргуваме и да сработуваме. Така да тоа е револуционерна промена која де факто ја спречи Третата светска војна. Инаку, кој што и Кисинџер го цитиравме, се водеше во судир. Судири реков, ќе ги имали, ќе бидат локални и ова нема никаква опасност да се прошири. Колку ова е делото на така во поново време очевидна приказка која што се вика нати го дај ми го меѓу светските суперсили како што се Русија и Америка, односно ја на тебе Донбас, ти на мене мир и променет режим во Израел, ја на тебе Луганск, ти на мене Венецуела и така барем гледано од страна. Така е. Да. Така видите, тоа е дипломатијата, разбирате. Дипломатијата е барање на компромиси, барање на некои баланси, разбирате, кои може да продолжат да функционираат. Само тука има една слабост, ако сакате, во целина, што властите во цел свет, разбирате, бидејќи сите се на избори, нив им е најважно тие 4 години што се на власт, разбирате, и никој од нив не бара трајни, долгорочни решенија. Најчесто решенијата се додека сме ние на власт, да го зачуваме ова што го имаме, разбирате, а отом потом жикат Србите. Така да, велам, тука има една, али пак ќе се вратиме на Обединетите нации. Обединетите нации тие што треба да структурираат иднина, да развиваат свет и системи кои ќе градат солидни бази, кои утре ќе овозможуваат многу помалце конфликти, многу помалце судири, многу помалце конфронтации. Такво нешто нема. Но ќе удрат на маса некој, а некако ова е некој вид на советодавно тело, кое што јас ќе кажам нешто, па ти ако прифатиш добро, ако не, така ми изгледа и она што го кажува Гутереш, нема, она не го гледа на силното удирање по маса и ало луѓе што правите, смирете се, за живот изборуваме, нели? Не. Буквално е како од страна маргинализирано до бескрај, дури мислам помаргинализирани, ако може да се биде и од Европската Унија. Ваква катастрофа, ова што го споменавте со Стармер, Мерци, нели, Макрон, на што личеше тоа? Ни риба, ни девојка, ама такви државишта кои што, еве сега знаеме како се однесуваат кон нас, и кон останатите, нели, и кандидати и други, ама кога ќе дојде време да покажат на вистина на терен, сепак, нели, ако ние сме малите деца, вие сте големите момци играчи, па ајде играјте со играчите. Зошто се однесуваат како мали деца со големите играчи, како што овие нашите претходни владеачи кои што скокаа околу нив, нели, ви текнува, тие исто ми изгледаат како некои заевчиња, така. Видите, ова што се случува во Европа е срам за Европа, разбирате. Ова Европа ваков хаос, во ваква изгубеност во Вселената, разбирате, никогаш не било. Никогаш не било, нити ќе биде, ми се чини. А јас имам и објаснување за тоа. Знаете, тие до сега, до Трамп, до вториот мандат на Трамп, беа слепи вазали на американските политики. Се што се случуваше во Брисел, 90% беше американски диктат, а 10% беше некоја европска политика. Трамп преку ноќ ќе промени политиката и сите тие лидери, разбирате, не можеа преку ноќ да го поддржат. Остана со прсот во уста, да. Стана со прсот во уста, ќе се покажеше дека се недоветни, дека се некадарни, дека се де факто никој ништо, разбирате. И тие во тој интеррегнум не можеа и беше навистина многу тешко да најдат некој нов начин како да се покажат и тие што решија ќе водат војна со Русија. Видите, Европа, всушност политиката кон Русија, војна кон Русија, санкции кон Русија беше 999 промили беше американска, не европска. Европа не може да биде обединета без Русија. Нити безбедна, нити стабилна, нити просперитетна. Разбирате, преку 40% од територијата на Европа е Русија. Преку 4 милиони е тоа во прашање квадратни километри. И се ти тоа го игнорираш, па не можеш да го игнорираш. Да, игра на приказката Русија да не храни, сад да не брани, така. Едно наше нешто што беше кај нас беше ЕУ да не храни, НАТО да не брани и на крај испаѓа утопија, да. Значи, тие имаш Русија,
тука 4 милиони, уште 13 и нешто милиони преку Урал, разбирате. Со сите минерали, со ефтини енергенти, разбираш, со што ти не, со газ, со што ли сакаш, и ти со нив ќе војуваш. Па треба да си надвор од умот, разбирате. Не можеш друго оправдување да најдеш. Меѓутоа, тие ради тоа отидоа во друг екстрем и сега се апсолутно изгубени. А обединените нации, знаете, и самата Европска унија, сите, значи, мултиполарниот организам светски, ако сакате, се бирократизираше на еден максимален начин. И тоа е опасноста и од Европската унија, знаете. Значи, која е целта на Обединените нации? Нова конференција, што подалеку, што те гајле за се друго? Ке најдеме тема, разбирате. Значи, нашите интереси, не една глобална политика, не грижа за светот, не... Прави во собствениот двор да си ги средиш работите и да си гледаш на него така, на себе. Додека ти не си посветен на работа, тие не се посветени, затоа доаѓа. Семејството ви се распаѓа, ама вие гледате кај комшијата што било преку 30 глупости, така се занимавате со такво. Тоа се жалосни работи, разбирате. Ова се случува во Европа, е срам долгорочен за Европа. И велам, да се надеваме дека наскоро ќе излезат од тој чорсо како кој самите се доведува и дека ќе сватат дека досегашната политика против Русија, против сибирската мечка беше американска и најде сила Трамп тоа да го преломи, да го скрши, да го исправи, разбирате, а овие се продолжуваат, а тие се најзагрозените, сваѓате. По која, кажете ми, по која логика, заради што Русија би одела на Европа? Со Украина, велам јас, не оправдувам војна, али Русија немаше друг избор отколку да спречи НАТО ракети на руската граница. Денојве се објавуваат документите во кои се гледа дека, јас сега ги читам мемуарите на Джеймс Бейкер, сега се јасно на 9 септември 1990 година на Горбачов на средба во Москва, тој му рече: нема да се шири, да се обедини Германија, нели така? Нема НАТО да се шири ни за јота, ни за милиметар на исток. До кај стигна? Сака да дојдат и во Грузија, и во Украина. А уште Брижински има пишувано, или никој нека не се залажува. Украина е клучот на безбедноста на Русија. Ако Америка во 1962 година во октомври, кога беа откриени советски ракети на Куба, го доведе светот, Џон Кенеди, Хрушчов беше на друга страна, го донесе светот на работ од светска нуклеарна војна. Не може рече да има руски и советски ракети на американска граница, тоа е 100 километри, помалку од 100 километри од американската граница. По која логика може да има американски НАТО ракети на руската граница во Украина? Не може, разберете. Тоа е некој правила, некој узанси не пише, никој сите мора да ги почитуваат. Така да, велам, во секој случај мора да се бараат решенија кои се трајни, коректни и долготрајни, и во интерес на сите, да се бара баланс, а не да се бара нешто да се злоупотреби, да се искористи, а отом потом, за тоа ќе видиме. Не може така, разбирате. Ако може да завршиме со еден домашен резил, сите останавме вчудоневидени кога Нобеловката од Венецуела им рече бомбардирајте не, за да го тргнете Мачадо. Целиот свет се крстеше и викаше вакво нешто не е возможно, за да вчера ние видиме како еден македонски во наводници лидер, бидејќи лидерот води напред, а не надолу, да изјави дека Македонија треба да знае стратешкиот наш партнер дека на кој што му дадоа поддршка, што исто многу чудно, до вчера беа за Бајден, гласаа за Камала и ја протежира Камала, сега првпат го поддржаат Трамп. Вајда видоа дека нели каде оди целата работа нивна, односно оди на никаде, но рекоа стратешкиот партнер треба да знае дека Македонија има ист режим како во Венецуела и како во Иран. Дали сакаше да каже и што сакаше да каже со ова ваков резил не сме виделе искрено. Не видите, ваш коментар на ова, Венко Филипче го кажа. Ова тоа е апсолутно јасно. Венко Филипче со една, да извините, една апсолутно надвор од умот оценка, рече дека режимот во Македонија е ист како и многу сличен на
у иранскиот, со други зборови, повика Америка да интервенира. А меѓутоа, тоа има логика. Да се подсетиме дека имавме шарна револуција, организирана од истите тие сили кои сега прават рашумни светот, разбирате, и што направија тие? Го донесоа неговите претходници на власт. Зашто ги донесоа? Само се променето малку повеќе. За да не беше тоа со бомбардирање, него беше на еден по-миролюбив начин, разбирате, преку Сорос и други, Преку Заев, преку разни тајни служби, финанси и така натака. ЈО, Катица, шарени револуционери, И што направија? Ги донесоа, ги извршија нивните задачи, а што беше тоа? Разнебитување на Македонија, нивици, договор со Бугарија за непријателство, тиранска платформа, разбирате, така да тука има логика некаква, али велам ова што го вика, он де факто ги покани да бомбардираат, бидејќи го нема веќе УСАИД, го нема Сорос, разбирате, нема така пари. Може би повикува како во Венецуела да дојдат да ни го киднапираат државниот врв и да ги наместат Венко и компанија. Знаете, кога сме тука, беше уште една работа да кажеме. Македонија, бидејќи тоа беше многу актуелно. Македонија по никој случај не смее да прифати, разбирате, она што сега се најавува што е актуелно, Европска Унија во 2027 година. Видите, тоа во дадениве услови ќе води де факто во разнебидување на Македонија, затоа што кај нас е апсолутно погрешно се смета дека дека уставот, промена на уставот е клучот на нашиот напредок. Не. Ние утре да го смениме уставот, заутре да важи, ние никаде нема да стигнеме, затоа што наш проблем е преговарачката рамка. И затоа ние мораме подхитно да расчистиме со Бугарија. Ако не расчистиме со Бугарија, ако не ги воспоставиме односите на реципрочна основа, разбирате, ние никаде нема да стигнеме, бидејќи преговарачката рамка моментално Брисел намерно цело време ни удара од глава промената на уставот, затоа што крие преговарачката рамка, која е нивна срамота. Од таа преговарачката рамка се сите фантазмагори бугарски и ние преку таа преговарачка рамка никогаш не можеме да стигнеме во Унијата. А прифатиме некоја такво получленство забрзано, разбирате, прво да не става тамо, веќе нема да имаме шанса да менуваме преговарачката рамка. Едина шанса да ја промениме неа, а без неа реков дека никаде нема да стигнеме, е само се повлече вториот устав вториот протокол со Бугарија, го повлечеме или не го паѓа во вода и преговарачката рамка и промената на уставот, и Македонија ќе може да бара решение со Бугарија на реципрочна основа, македонци тамо, бугари нека бидат во Македонија и додиме према Европската Унија. Без тоа нема Европска Унија. Ви благодарам што бевте мој гостин. Беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.